Како да ја заштитиме животната средина и со какви се предизвици се соочуваме, како да собираме и да селектираме отпад, дел од темите на кои што разговарам со Андреј Ѓокич од компанијата Суниленс. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден, благодарам на поканата. Животната средина и климатските промени е тема која што постојано актуелна. Како дел од кластер 4 во седиштето во Брисел, резултатите покажуваат дека државата е на добар пат, меѓутоа во некои области во напредна фаза, во другите во почетна. Така и тоа е добар почеток за нас како држава, бидејќи отварањето на ова поглавје, кое што е едно од поголемите поглавја низ процесот на апликацијата кон Европската Унија, и ќе треба доста долг период и многу експерти од нашите институции да работат напорно за да ги постигнеме минимум стандардите кои што ги предвидува Европската Унија за да се затвори ова комплексно поглавје. Инаку, како што сите знаеме, животната средина е една од најкомплексните области кои што ја изучува науката и исто така област која што директно ни влијае на сите нас. Така да со отварањето на ова поглавје ќе имаме предизвици да презентираме што е направено во сите различни области и што ќе се инвестира, односно како и правно и економски ќе се постапува за да ги постигнеме минимум стандардите за да соодветно заштитуваме животната средина. Инаку тука говориме за области за заштита на воздухот, заштита на реките, езерата и водите, заштита на почвите, прекумерната експлоатација на природни ресурси, потоа една од нив е темата за која што повеќе ќе разговараме, тоа е управувањето со отпад, односно загадувањето со отпадот. И секако тука една од најважните теми е заштита на биодиверзитетот на природата, внимавање како се управува со заштитените национални подрачја и така натаму. Мислам дека сите како граѓани треба да им посакам успех на овие експерти, на сите идни експерти кои што ќе работат на ова поглавје, бидејќи и заради сите нас треба да ја унапредиме животната средина, односно да ја унапредиме заштитата и грижата за животната средина на национално ниво и да се стремиме што повеќе да инвестираме и да креираме регулаторни рамки за да се доближиме до Европската Унија. Да, сепак ова е комплексна тема. Потребна ли е заштита на животната средина преку системи на управување со отпад, еколошка култура, едукација и подигнување на свест, така и кај на младите? Така е, супер прашање, бидејќи кога говориме за управувањето со отпадот и заштита на животната средина, тоа е доста актуелно прашање и кое што се актуализира во последните 15-20 години на глобално ниво, секако и кај нас и во регионот. Многу е важно да се продолжи да се решава, бидејќи секако и во нашата држава има успеси во делот од управување со отпадот. Меѓутоа, многу е важно што побрзо да се постигне една зелена транзиција во тој поглед, да се унапредуваат системите, да се креираат услови за нови системи, за отпади кои што моментално не се селектираат, а секако една од главните чинители, еден од главните постулати за све тоа е еколошката едукација и кај граѓаните и кај индустријските и кај индустријата, креирање на регулаторни рамки која што ќе му возможи на приватниот сектор да најде начини да може да инвестира во различни системи за управување со отпад и на еден начин да се инволвираат и самите граѓани со подигнување на индивидуалната, меѓутоа и на колективната еколошка свест, бидејќи кога би станало неприфатливо, општествено неприфатливо индивидуално да фрламе отпад, тогаш и заедницата ќе не тера да се однесуваме како што треба со отпадот и да ги користиме системите кои што ни се достапни. Една од најважните работи е секако да креираме функционални и достапни системи за населението и за индустријата, кои што ќе функционираат, преку кои што ќе се собира, соодветно селектира отпадот и тој систем треба да обезбеди нели соодветно справување на отпадот, односно дали ќе се реупотреби, ќе се рециклира или тоа што не може да се рециклира и реупотреби соодветно ќе се депонира. Значи ли тоа дека се потребни нови модерни технологии за искористување на вредноста на отпадот? Така е, тоа е една од исто така главните алатки со кои што може тоа да се постигне и имаме примери, особено во Европската Унија, каде што е тоа постигнато.
Јас би го земал за пример модерниот концепт на циркуларна економија, која што веќе покрај реторика влегува и во пракса, особено во Европската унија. Значи, циркуларната економија го предвидува спротивното од традиционалната економија, која што се базираше на концепт купи, искористи и фрли, значи без разлика на што ќе се случува со отпадот кој што го создаваме или како се произведени материјалите. Модерната циркуларна економија, значи, најнапред почнува од дизајнот на производот, каде што производите кои што економијата, добрата и услугите, односно добрата кои што економијата ги произведува и пласира да сите ние да ги трошиме, ќе бидат дизајнирани да траат што подолго, што поефикасно, што повеќе да содржат во себе рециклирани материјали. Енергијата која што ќе се користи за да се произведат тие производи треба да биде што понештетна за животната средина, односно тоа подразбира и зелена транзиција во поглед на производство на енергија која се користи во производството на нашите производи и секако намалување, дури малце и филозофска визијата да дојдеме до нула отпад, меѓутоа огромно намалување од тоа што ќе остане на крај и што не може да се рециклира, а целта е да ја заштитиме животната средина и да го намалиме нашето прекомерно искористување на природни ресурси. Сега, со креирање на регулаторна рамка, која што ќе дефинира различни аспекти од економијата, секако главен дел од инвестициите, односно од стимулирањето на инвестиции на приватниот сектор во управување со отпад или во модерно производство кое што е трансформирано да произведува поодржливи производи, секако тие мерки можеме да видиме како ги имплементира Европската унија. Една од нив е директивата за обновлива енергија, која што е донесена уште во 2009 година, 28 ЕЦ, и таа предвидува економски раст со економски политики кои што ќе го мотивираат приватниот сектор и воедно и целата економија и другите институции да произведуваат електрична енергија од обновливи извори, односно секаков тип на енергија. А вториот дел од кој што мислам дека е важен да се напомене е развивањето на биоекономијата на нивото на Европска унија, каде што се поттикнува што повеќе во производството, а и во самото управување со биоотпад, кога сме кај управувањето со отпад, да се користат обновливите извори, обновливите природни ресурси за конверзија во нови производи, биопроизводи или во енергија. И тука ќе видиме понатаму дека можам поспецифично да говорам и за отпадот со кој што ние. Вие доаѓате од приватниот сектор. Има ли подршка приватниот сектор? Неколку пати го споменуваме до сега. Видете, има различни видови на подршка за приватниот сектор. Еден главен вид на подршка е да има регулаторна рамка. Значи дека законодавното тело да го креира пазарот преку своите правни инструменти, односно кога сме кај управувањето со отпад, да се креираат законски регулативи, потоа закони кои што ги регулираат специфичните текови на отпад, подзаконски акти и така натаму. И тоа е една подршка за приватниот сектор. Друг тип на подршка би била и директна подршка, например, доколку има или кога ќе има компании кои што управуваат со отпад и од тоа управување со отпад произведуваат одреден тип на производ кој што во себе содржи одреден процент на тој отпад. Тука поддршката би била кога законодавното тело би го регулирало процентот на рециклиран отпад, кој што треба да влезе во ново произведениот отпад и да има стимулација по произведена единица на нов производ кој што во себе содржи рециклиран материјал или е произведен од отпад. Тоа е еден начин, исто така како што е направено во Европската унија, посебно во биодизел индустријата или во индустријата за производство на биогаз, каде што континуирано во последните десетици години се стимулира производството на биодизел од отпадни масла, кој процентуално исто така државата одредува дека до 8% ќе влезе во сите горива, во сите нафти кои што се користат во самата држава. Истото е за биогаз. Производството на биогаз од органски отпад исто така се стимулира за да може што повеќе да ги мотивира овие компании кои што направиле големи инвестиции во огромни постројки за производство на енергија, да што повеќе произведуваат енергија од органски отпад.
Да, токму една од вашите дејности, односно на вашата компанија, е собирање и рециклирање на отпадно масло. Имаме тука еден пример, кој што ќе ни го покажете. Така. Што всушност значи тоа? За сите оние кои што не знаат, можеби не се доволно упатени. Така е, за сите тие што не знаат, значи нашата компанија уште од 2009 година собира, воспостави систем за собирање и рециклирање на отпадни масла од растително потекло. Тоа се сите видови на масла кои што ги користиме за готвење и пржење на храната и кои што после, од кога ќе испржиме еднаш храната, треба соодветно да се селектираат и не се за повторна конзумација. Значи, говориме за овој вид на отпад. Тоа е отпадно масло. Зашто не треба да пржиме повеќе кратно, бидејќи при пржењето се менува неговата молекуларна структура, бидејќи се случува процес на оксидација и маслото добива влегува во една канцерогена состојба каде што веќе не е соодветно да се користи за човечка исхрана, ниту пак исхрана за добиток, им веќе мора да се третира како отпад кој што не е за човечка употреба. Нашиот систем е специализиран за да го собере овој тип на отпад и од индустријските производители и од домакинствата, за тоа ќе говориме повеќе. Потоа тој отпад влегува во нашиот систем, каде што соодветно се третира, односно најпрво се загрева, за да може да го извадиме овој талог, кој што е присутен на дното, бидејќи талогот се наталожува поради остатоците од храна во кој што пржат производителите на храна и домакинствата. Од кога ќе го изфилтрираме маслото, значи ќе се извади насобраниот талог, маслото потоа го складираме, дополнително го вадиме неговиот талог преку специјални цистерни за декантирање и потоа на крајот се извезува како еколошка суровина во Европа, од која што се произведува биодизел. Тоа е одржливо гориво кое што ја намалува емисијата на CO2 гасови за 80% во споредба со обичниот дизел. Нашиот систем е сертифициран и од ISCC EU системот за биомаса и биогориво на ниво на Европа. Да се навратиме на претходно, тој систем е промовиран и етаблиран поради директивите кои што Европската унија ги насочува кон пазарот за биомаса и биогорива, односно биоиндустријата. Веќе 14 години функционира и јас би сакал да напоменам, ова е значи биодизел, ова се добива од ова, а ова претходно отпадното масло беше третирано како отпад, прави огромни штети ако се исфрли во реките, езерата или во почвата и секако не е за конзумација како што кажав. Сега со нашиот систем, односно од кога постои, отпадното масло представува ресурс, економски и еколошки ресурс со кој што се добива биодизел. Биодизелот се добива кога исфилтрираното отпадно масло ќе реагира заедно со алкохол и катализатори и како нус производ се добива глицерол и останати субстрати од катализаторот кои што исто така потоа имаат примена во хемиската индустрија. Значи фабриката во која што ние го извезуваме отпадното масло го произведува биодизелот, како што кажав, кој е одржливо гориво и кој е помалку ја заштитува животната средина. И само уште еден факт, од кога постои овој систем на ниво на Европска Унија, со производството на биодизел, односно внесувањето, користењето на биодизел од отпадно масло во нафтените горива кои што се ги користат возилата, намалени се за 1 милион тони CO2 емисиите, а тоа е исто како да во Европската Унија како да трнале 550.000 возила од употреба, односно кои што веќе не возат по автопатишта. Значи ефектот е огромен за животната средина и при тоа со производство на биодизел од отпадни масла исто така се намалува искористувањето на земјоделски површини кои што се користеа претходно во првата генерација на биодизел за да се одгледуваат култури како репка или како сончоглед, бидејќи биодизелот првично се добиваше од нерафинирани растителни масла. Со ова замена целиот овој процес може да се види доколку се разбира ве посадат сите оние кои што сакаат 7600 тони отпадно масло собрано за овие 12 години. Така, тоа е голема бројка за нас и ние сме задоволни и горди на тоа што е постигнато, бидејќи 7600 тони или 7.600.000 килограми
на отпадно масло, доколку не постоеше нашиот систем, поголемиот дел од нив би биле несоодветно одстранети и би загадиле животната средина и не би биле искористени како економски ресурс кој сепак постигнува и огромна заштита на животната средина преку нашиот систем. Инаку би сакал да напоменам дека веќе и 2500 домакинства се вклучени во екохуманитарниот проект Рециклирај и донирај, каде што нашата компанија ги доставува овие 3-литерски садови и секој оној кој што е желен да се приклучи и да собира отпадно масло, може тоа да го направи, да ни исконтактира директно преку социјалните мрежи, нашата еколинија или веб страната и да се приклучи на еколошки свесна заедница која што секако, како што собира отпадно масло, така има шанса и да направи донација на сончегледово масло до бездомни семејства. Затоа Рециклирај, донирај, дел од нашите партнери се и љубезност, кои што потоа ги спроведуваат донациите. Системот е дизајниран доброволно, кој сака да се приклучи, нема никаков трошок за домакинствата и се трудиме што полесно и поефикасно да можат да го собираат отпадното масло и да го искористат и еколошкиот и социјалниот карактер на акцијата. Да, и ние го следиме овој процес низ годините, се разбира како што ги снимаме заеднички сите оние случувања кои што ги има вашата компанија, ќе ги споменеме и најмладите, тие се вклучени во овој процес и всушност можеби тие најмногу ја подигнаа свеста кај нас повозрасните. Така е и исто така сме многу горди на тој проект, односно едукативниот проект, бидејќи како што разговаравме и претходно, без еколошката едукација не можеме да постигнеме соодветно справување со отпадот во општеството, така да еколошката едукација и функционалниот систем заедно со стимулациите кон приватниот сектор и законските регулативи го овозможуваат успех на еден систем кој што е направен за да го собира и третира отпадот. Едукативниот проект Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло го спроведуваме веќе 5 години во 5 општини во градот Скопје и навистина креира посебно задоволство кога ќе видиме дека младите дечиња уште од најмала возраст добро го примаат проектот, и знаењето кое го добиваат за овој материјал, односно што значи тој, кога се создава, како ја загадува животната средина и потоа како треба да се постапува со него, односно кои системи постојат за да може тој да се одложи како што треба. Исто така важно е да се инволвираат и родителите, значи пробуваме и да делиме кантички до родителите за да можат директно да им покажат дома на децата како се пржи маслото и како се одложува. Да, и преку ние едукативни работилници. Да, и едукативните работилници се со ликот на Петко и тука би им заблагодарил на ОХО, бидејќи со нив започна идејата и ликот на Петко овозможи децата да се поистоветат полесно со темата и да можат уште полезно и на позабавен начин да научат за неа. Да, ова е навистина тема на која што можеби нема крај, секогаш е убаво да се зборува и да се подигне свеста за чистата животна средина. Благодарам многу на одвоеното време. Така е, благодарам многу и на вас.